Има доста критики, коментари по социјални медиуми најчесто за гостите кои сме ги поканиле да бидат како музички артисти на овој настан. Зошто немало македонски артисти и дека тоа бил чин на непатриотизам и дека требало парите да ги дадеме на деца без родители, на некои ранливи групи на граѓани и така натаму. Сакам да ја давам следната изјава. Прво, ние славиме роден ден 100 години Прилепска пиварница, кој што се слави еднаш по 100 години. И тој роден ден сакаме да го прославиме со сите наши сограѓани. Тоа беше нашата цел и нашата политика. А донациите и помошта на ранливите категории на луѓе ниту некогаш биле тема на муабет, ниту се поставувало прашање дали, туку секогаш сме излегувале во пресрет на сите оние на кои им е потребна помош и планираме и понатаму. Со овај роден ден Прилепска пиварница не престанува да постои, па сега сите пари од прославата треба да се дадат на овие ранливи групи на граѓани. Така да не би сакал да ги мешаме баби и жаби. Во врска со пејачите, едносно со артистите кои беа поканети и се поканети на овој настан, сакам да кажам дека Прилепска пиварница од секогаш била компанија која ги поддржувала македонските пејачи, артисти, групи, преку спонзорства, донации, ангажмани, во наши проекти, во ТВ спотови, концерти и секаде каде што имало потреба. Скоро да нема некое звучно име од македонската естрада музичка, кое некогаш не било поддржано со наше спонзорство, донација, за нивни настапи, концерти и спотови. Нема да најдете ни еден од нив, или се многу ретки, кој не бил поддржан. Впрочем, и овој настан, не знам зошто, сите го занемаруваат ДНК, нели е тоа македонска група? Зошто се однесуваат сите како да се поголеми патриоти од нас? Не разговарам за различните вкусови за музика. Тоа е личен избор на секој кој му одговара некој музички стил, го слуша, друг не го слуша и за тоа нема коментари. Меѓутоа, да се премине таа граница на критика и да се влези во некои други води, да се критикува за непатриотизам, сакам да му кажам на сите дека ако правиме муабет за патриотизам, за мене лично патриотизам не е човек кој што се чука по гради и кажува дека ја сака својата држава, а еден денар нема даено нити за државата, за некој општествено добро, нити па на некој граѓанин му помогнал во животот. Не можат да обвинат за непатриотизам нас, која секоја година како компанија инвестираме од 150 до 200.000 евра годишно во спонзорства, донации, помош на лица и проекти и настани кои се од општествен интерес на оваа држава, а најмногу во овој град. Нема да најдете ни еден настан што се одржува во нашиот град од било каков карактер, уметност, спорт, култура, забава, кој не е поддржан од Прилепска пиварница. Кажете ми еден единствен настан кој е релевантен за градот, а кој не е досега спонзориран од нас. Нема такви. Дополнително уште многу други проекти и лица се поддржани од наша страна. Било да се работи за наука, за образование, медицина, за верски објекти, за болни лица, за деца без родители. Нема да звучам скромно и да кажам дека Прилепска пиварница како компанија е една од најголемите, ако не и најголем, поддржувач и донатор на сите активности во градот. Нема да најдете компанија што повеќе во сите овие години донирала и финансирала проекти во овој град. За мене тоа е патриотизам. Патриотизам е што вработуваме 270 луѓе кои секогаш се редовно платени за својот труд и плюс наградени и сите придонеси се платени за истите. Патриотизам е што во буџетот на оваа држава Прилепска пиварница уплаќа секоја година по 14 милиони евра годишно, од чии пари се финансира и градот и сите институции во него,
Патриотизам е кога за време на криза, како што беше ковид кризата, бевме првите кои им дониравме на цел персонал во нашата болница, на лични сметки, на сите вработени, од шофер до сестри и доктори, финансиски средства за мала сатисфакција за жртвите кои поднесеа во тој период и бевме првите од компаниите кои што помогнаа при инсталација на кислородната станица во болницата. И уште неброени проекти каде што ме излегле во пресред за потребите на градот. Не сме компанија која што е регистрирана на некој острово или во некоја држава која е даночен рај, па така ги избегнуваме нашите обврски према државата и према заедницата во која што живееме. И да бидеме обвинети за непатриотизам од некои кои 2 денари не дале за оваа држава и за народот кој живее тука, мислам дека е во крајна мера безобразлук и злоба.